да се заблагодариме на градоначалникот на општина Куманово и домаќините кумановчани тука. Навистина голем интерес има за овие трибини кои ги држиме или роуд шоу кој го правиме секоја година овие 2 години во Македонија со цел да и промовираме оперативните мерки од оперативниот план за 2026 година. Ние сакаме да бидеме секогаш транспарентни и блиски до граѓаните, посебно до невработените лица. Иначе да не се повторуваме на секоја изјава, целта е овдека да голем дел од младите луѓе кои имаат креативни идеи, бизнис идеи, да ги претворат во реален бизнис и на таков начин да ги задржиме младите, од друга страна да развиваме и локалната економија. Меѓутоа, мерките не се наменети само за млади, мерките се наменети за сите невработени лица, за сите категории, вклучувајќи ги тука и ranливите категории, ромите, луѓе кои што подолго се пријавуваат се активни баратели за работа и така натаму. Јас ќе повикам сите кумановчани да го пратат, да пратат веб страната на Агенцијата за вработување, каде точно се објаснети овие мерки и посебно конкурсот за најатрактивната и најбитна мерка, тоа е мерката самовработување, како што каже и градоначалникот. Вкупниот буџет на оперативниот план е 40 милиони евра, а од тие вкупни 40 милиони евра, цели 22,3 милиони евра се наменети токму за ова мерка. Мерката ја знаете, значи лицата до 29 години можат да добиваат субвенција од 10.000 евра, над 29 години 7.000 евра, доколку се здружат во друштво со ограничена одговорност, 2 млади лица 20.000 евра, 2 повозрасни лица над 29 години 14.000 евра, или ако се искомбинираат едно помладо, едно повозрасно лице над 29 години можат да добијат 17.000 евра. Новитет е тоа што можат и повратниците од странство да учествуваат на овие мерки за прв пат. Тие покрај овие средства можат да добијат бонус од 10%. Например, карикирам, ако лицата до 29 години можат да добијат 10.000 евра, овие лица можат 11.000 евра да отворат собствен бизнис. Да ги повикам кумановчани, пред се младите до 29 години, знам се дека се доста креативни, активни се секогаш во пријавувањето, да посетат еве не само веб страната, туку и потрачната единица на Агенцијата за вработување, да се информираат и навреме да аплицираат. Конкурсот трае до 3 јули наредниот петок. Има ли направено некоја поконкретна анализа за тоа, како помина предходните повици, има ли добар фидбек, има ли некој пример на мал бизнес кој што во меѓувреме уште повеќе се разви благодарение на... Имајќи предвид од статистиката која имаме од предходните години, над 70, скоро 80% од ова мерка самовработување се успешни бизнисите. Има многу бизниси кои започнале со еден вработен, а денес имаат 10, 15, 20 и повеќе вработени, што значи ние не се грижиме само да ги дадеме парите и да отворат бизнис, него цело време го мониторираме процесот, го пратиме со цел да тие бизниси бидат одржливи и да се развиваат понатаму. Нема да ги оставиме сами, сите оние кои што ќе добијат средства, ќе ги пратиме и во наредните 2 години да направат една стабилна фирма која понатаму ќе се развива. Иначе да напоменам, од двете мерки кои се најатрактивни и директно вработуваат луѓе од оперативниот план, тоа е мерката самовработување и мерката за помош на приватните компании за вработување пред се на млади лица. Лани директно биле реализирани 4.500 вработувања или 4.500 нови работни места. Со тоа во многу придонесуваме и за намалување на невработеноста во Македонија.